Ве поздравувам, драги присутни, браќа и сестри, пријатели, соседи, и ви посакувам Божи благослов, гледачи преку интернет. И денес би сакал прво да го одговорам прашањето што го постави за мене непозната личност. Не е битно кој. На македонски јазик имаме 3 библиски превода, така? Го имаме така наречениот протестантски превод од доктор Константинов, го имаме стариот православен превод и го имаме така наречениот ревидиран превод. На македонски јазик имаме друг четврти некој превод имаме? Динамичниот имаме тука имаме? Добро, динамичните преводи не се преводи, тие се парафрази на Библијата. Имаше еден верник, еден стар верник, веројатно починат пред 20 години таму во Вирџинија. Многу ми се лутеше кога тоа го велев, кога таму држав библиската поука. Ми се лутеше кога велев дека неговиот динамичен превод на англиски јазик е всушност парафраза на Библијата. Ајде да отвориме на сите 3 преводи и да видиме како се нарекува на македонски јазик најсветиот објект во Библијата. Може така? Ајде да видиме самата Библија што кажува, не јас што кажувам. Ке отвориме во Новиот Завет за да дадеме простор на што е можно повеќе новозаветни преводи. Ако имате секакви македонски преводи во електронско издание во вашите телефони или на лаптопи или било каде, консултирајте ги и нив. Значи, послание до евреите, 9 глава, што читаме за светињата над светињите. Значи, 3 стих, а зад втората завеса од скинијата, читаме од ревидираниот превод сега, беше делот наречен светиње над светињите, 4 стих. Во неја се наоѓаше златната каделница и од сите страни опкован со злато, што? Овде пишува ковчегот на заветот, во кој стоја златниот сад со мана и расцветениот жезл на Арон, како и плочите на заветот. Значи, ревидираниот превод вели ковчегот. Стариот православен превод да раде, што вели? Ковчегот. Константинов што вели? Ковчегот. Некој четврти превод, нека биде и динамичен, нешто од електронските библии, како стои? На македонски. Имаме некоја четврта македонска Библија? Имаме некое место во и досега споменатите македонски преводи, некое друго место во Библијата, не е само евреите, 9 глава, 4 стих, некое друго место поинаку да се нарекува ковчегот на заветот, со некое друго алтернативно име. Престолот на милоста. На што се однесува тоа? На поклопецот, така. Тоа што се нарекува поклопецот на милоста, тоа е престолот на благодатта исто во посланието до евреите, значи во Новиот Завет. Значи, на македонски јазик, досега не е издадена Библија во мој превод. Јас едно време се занесував да го преведам Новиот Завет, да си направам мој превод директно од изворниот текст, од општиот диалект. Но до сега нема превод на Библијата од мене лично, на македонски јазик. Но сите библиски преводи што ги имаме на располагање на македонски јазик, го нарекуваат најсветиот објект од земското светилиште, го нарекуваат ковчегот на заветот.
Значи, ако јас го нарекував ковчегот досега и сега, денес и во иднина, јас не сум виновен. Јас не сум виновен. Јас не го измислив македонскиот јазик и јас не ја преведував Библијата на македонски јазик. Но се поставува прашањето, што е проблем со зборот ковчег? Што ве подсетува на мртовечки ковчег? Читавме во преводот од Патриарси и пророци на македонски јазик, таму еднаш беше употребен зборот сандак, нели? Ако се сеќавате, тоа беше текстот каде што Елена Вајд вели дека без вера, без послушност и без вера во Господа, тоа што го изнеле израелците ковчегот на заветот пред битката со филистеците, самиот ковчег немал да им вреди ништо повеќе од обичен сандак. Така беше во македонскиот превод од Патриарси и пророци. Зошто се нарекува ковчег? Зошто се нарекува ковчег? Зошто тој предмет, ковчегот на заветот, се нарекува ковчег? Зошто не се нарекува поинаку? Зошто се нарекува ковчег? Така, значи во него нешто се става. Нешто се става. Нешто е положено. И нешто вредно, да. Се слушале за изразот ковчеже со злато, со накид, со благо. Ковчеже. Мајка ми кажуваше дека баба ми, незината мајка, чувала ковчег. Чеизот, конкретно за баба ми беше чувала ковчег за црни денови. И дори кажувала на војна ми, иначе незина сна, кажувала, кој ќе умрам, тоа и тоа од ковчегов овој. Тоа и тоа да ми направиш, тоа и тоа да го извадиш и каде да го поставиш, што да направиш, значи, со тие предмети што се во ковчегот. Но, во човечките општества, значи, зборот ковчег не се однесува само на мртовечки сандак, туку се користи и во други контексти, така да самиот збор не мора да ве плаши. Самиот збор ковчег не мора да ве плаши. Дури знаете дека како масоните се крштаваат под наводници, како некој станува масон, сте читале? Пример во романот Војна и мир се опишува еден масонски ритуал од Толстој. Значи, масонот, за да се крштава така под наводници, имаат ковчег, мртовечки ковчег, и влегува во него и така символично умира, си го затвора ковчег и потоа станува од него, значи воскреснува под наводници за нов живот. Што бисте би сакале да таков ритуал ние да имаме, би сакале? Сакале да имаме тука ковчег, да купиме од АД Бутел, да купиме еден ковчег, нема да им кажеме зошто, само ќе си го купиме, ќе си го донесеме тука, и секој што се крштава, ќе влезе и во ковчегот, ќе го затвориме, ќе го отвориме и повторно. Сакате така? Не. Не оставил, точно. Но реков, зборот ковчег не треба да ја плаши, бидејќи се користи и во друг контекст, кај што луѓето чуваат благо, накид, злато на времето, нешто драгоцено, мирас, чејс, било што. И не мора да има врска со мртовци. Или со погреб, или со смрт воопшто. Ковчегот на заветот имал врска со смртта на илјадници луѓе, само затоа што, како што проучувавме, немале стравопочит кон Господа и немале со тоа, не биле подготвени да се соочат со Божјата слава.
И тоа беше лекција и е лекција за сите нас денес, да знаеме што ќе се случи кога Господ ќе дојде. И не само кога Господ ќе дојде. Господ сега, еднаш зборував на таа тема во декември 19 година, тоа беше саботата кога Љубица и Ивана беа во Египет. Зборував на таа тема за Ананија и Сафира. Тоа беше последен пат кога зборував на тема Ананија и Сафира. И тогаш реков, што би се случило кога Господ денес би правил такви чуда во нашата средина, како што тоа било случај во апостолската црква? Што би се случило? Дали сме ние подготвени да живееме во една таква благодатна атмосфера? Не само секоја сабота, току секој ден, бидејќи апостолите живееат така, апостолската црква живееше така секој ден. Тоа на крајот ќе биде, да, со позниот дожд. Меѓутоа, каков ќе биде тој народ што ќе учествува во таа благодатна, во таа триумфална црква? Тука не може да има ниту најмал греф да се негува во нашите мисли, бидејќи тоа е джиш. Тоа е катастрофа, тоа е смрт. Како што тоа го осетија и Ананија и Сафира на своја кожа и мнозина други. Значи, дали сме спремни за големата благодат, дали сме спремни и за трошки благодат? Сакаме ние како хананејката трошки благодат? Господе, сите овие чуда што ги читаме во Библијата и не само во Библијата, што ги слушаме и да се случуваат и во наше време на разни места. Сакаме барем трошки, барем и ние да го доживееме тоа. Сакаме така? И тоа е подобро од ништо, нели? Што е подобро, трошки или ништо? Само пост. Ако си гладен и ако сакаш да јадеш. И трошките се подобри, нели? Колку толку. Добро, нема да се прејадеш, нема да качиш килажа, сигурно. Но подобро е од ништо. Подобро е од ништо. Сакаме барем трошки благодат, трошки од капки, еве да речеме, бидејќи Светиот Дух е представен како нешто што се излева, како голема вода. Сакаме барем капки од таа вода, сакаме капки од позниот дожд. Капки, не целиот дожд. Не сме спремни. Капка по капка. А сакате канта по канта? Или кофа по кофа? Сакаме? Значи, а капка по капка е подобро, нели? Точно, само да е вистинската вода од вистинскиот наводнувач, а не нешто фалсификат, не нешто лажно. Знаете, во раното христијанство било речено дека Божјата благодат, Елена Вајтинеко ја представи како целата атмосфера што ја обкружува планета. И се што човек треба да прави е да вдише. И сега, сите луѓе не дишат исто, така. Пример, мртвите не дишат воопшто, но мнозина дишат некои по-длабоко, но најчесто дишаме плитко, така? Знаете, постои болест, прв пат во Хартланд се соочив со тоа, не сум знал порано, постоела болест, краток здив. Значи, сте чули за тоа? Значи, некој не може ни нормално да дише. За здравјето што е подобро? Да дишеш подлабоко? Пример, еве најчесто користен совет за висок крвен притисок. Длабоко да вдишуваш, пополека и подлабоко пополека да издишуваш. Сега, поинаку пак, Божјата благодат
била представена како океан. Замислете океан. Колку вода е океанот? Колку вода е океанот? Знаете колку вода е океанот? На наша земја има повеќе океан отколку копно, замислете. Се сеќавам уште од пето одделение таму. Се велеше дека површината на земјата е 510 милиони квадратни километри, од кои 2/3 или таму колку беа 380, сега толку заборавив малку, се океан. Но тоа е само површината, а колку е волуменски, колку литри е тоа, колку многу вода. Сме окажували и овој пример. Еднаш епископот Августин од 4. век се занимавал, вела дека мислам дека беше прашањето дека не му било јасно тројството и се занимавал со таа тема, ја бистрал и он таа тема, додека еден ден не дошол на брегот на морето, на океанот, инаку тој бил епископ на стар антички град по име Хипон во денешен Тунис, во Северна Африка. Кога дошол на брегот, значи на Средоземното море, забележал едно дете како со лонче црпи вода од морето и да си пополнува една дупка што си ја ископало, да си ја полни со вода. И Августин го прашал детево, што прави, зашто го правиш тоа? Абе, сакам целото море што е, да го префрлам во дупкава што си ја ископав. И така детето му одговорило. И Августин наводно си помислил, таков сум и јас. Во мојата плитка, ограничена црпка, сакам ја да го сватам божеството, значи да го внесам целиот океан, да го ставам во оваа моја ограничена дупка. Може така. Значи, Божјата благодат е океан и сега, колку благодат ние поединечно црпиме од тој океан? Знаете што рекле раните отци во христијанството? Онолку колку што ти е садот со кој што доаѓаш да црпиш, да полниш. Некој доаѓа со чашче, како за ракија, чашче. Некој доаѓа, може би, или за света вечера. Некој доаѓа со поголемо лонче. Некој доаѓа, може би, со кофа. Некој доаѓа со шише. Некој доаѓа со повеќе шишиња, како што сте гледале како иделе луѓе на времето до Катланово со еден куп шишиња. Некој доаѓа со туба, што е поголем. Некој со цистерна, може би. Со цистерна, замислете. И дали може да го потрошиме океанот? Со колкав год сад да дојдеме да исцрпиме вода? Не, океанот е бесконечен. Господ е бесконечен. Божјата благодат е бесконечна. Кога реков океанот е бесконечен, мислам на Господа во преносен смисол. Буквално океаните се конечни. Колку е садот, колку сме спремни да примиме, толку Господ ќе ни даде. Што им рече Исус на учениците? Имаме уште многу што да ви кажам, но не сте спремни, односно сега не можете да примите. Зошто? Значи, толков ни е слободниот простор, толку ни се килобајтите, толков ни е просторот на располагање. Капацитетот, толков ни е капацитетот, повеќе не можеме да примеме. Знаете, понекаш за време на поуката, кога проучувавме, имав многу мисли за кажување, не може се да се каже. Ми доаѓа и вакви мисли. Што мислите, од сите тие израелци, читаме и за еден Симон лепрозниот, кој што бил фарисеј.
Имало значи и некои фарисеи кои што се офајдиле од Господовата благодат, од Христовите исцелувања, од Христовите чуда. Но да речеме, овие другиве што беа баш непријатели, овие што го мразеле Христа, овие што не само членови на Синедрионот, не само елитата, еве некои други обични фариси, некои како Павле што искрено ги гонел христијаните. Но Павле не бил во времето на Христовиот живот на земјата таму, си бил во Тарс во тоа време. Но некој како него, некој што го мразел Христа, дали имало меѓу тие луѓе случаеви на кои што би им била потребна Христовата благодат, некој што бил болен од лепра, некој што синот му бил болен, керката му била на умирање како Јаира, слугата му бил болен, самиот тој болен, жена, деца, меѓу нив имало такви потреби? Па верувам дека имало, зашто би се разликувале оние од другите луѓе? Сите болни од гревот. И самиот Исус го кажува тој пример. Тој, зборувајќи за времето на Илија, вели, имаше многу, вдовици во времето на Илија, во Израел имаше многу вдовици. Но Илија не беше испратен кај ниту една од нив, туку кај една вдовица што не била израелка, во Сарепта Сидонска. Што на денешен јазик вака би звучало. Имаше многу еврејки вдовици во Израел, но Илија не беше испратен кај ниту еден од нив, туку кај некоја вдовица во Хезболах, таму во Либан, непријателски расположени спрема евреите. И пазите, овие зборови звучале многу провокативно за Христовите слушатели. И понатаму вели, имаше многу лепрозни во Израел и во времето на пророкот Елисеј, па сепак ниеден од нив тогаш не се исцелил од Божјата благодат, освен пак непријателот, генералот на непријателската сириска војска, Неман сириецот се исцелил. Што сакал Господ да каже, да му каже на Божиот народ? Значи, дошло Божјето Слово, дошла Божјата благодат, дошол прстот Божји до вас, но вие не се офајдивте, затоа што не сакате да го примите. Не сакате да го примите. А оние што, било да се проститутки, било да се цариници, било да се грешници, незнабожци, странци, дури непријатели на Израел, дури окупатори на Израел, како римскиот капетан, некои од нив се офајдиле, ја примиле, затоа што ја примиле Божјата благодат, го примиле Словото, ја примиле верата Христова. Тие се офајдиле. Божиот народ не се офајдил. Зошто? Затоа што не сакал да го прими, затоа што не бил спремен да го прими, затоа што ја условувал Божјата благодат, затоа што ја условувал и верата, затоа што со еден збор сакал да биде по негово, сака да биде по мое. Сакам да бидам по мое. Како што беше споменато и во поуката, брат Борче рече во една прилика, Господе, да биде твојата волја, ама после од утре натаму, ја пак си терам по мое. Што значи тоа? Не сме умреле за гревот. Се уште живее во нас гревот. Значи, нас ни треба, не буквално, но ни треба мртовечки сандак. Не мора буквално. Знаете, и во некои манастири, некои монаси цело време живеат со мртовечки сандак покрај нив, велејќи, сакам секој ден да ме подсетува на знаете што. Не мора такви призори да си правиме, тоа пак значи како да сакаме да си ја мотивираме верата преку чувства.
Имаше еден романец од Калифорнија, 95-та година, што не имаше посетено еднаш-два пати, од наводно македонско потекло беше тој. Ние се чудевме кога тој ни кажуваше уште тогаш дека во Калифорнија, во самите адвентистички цркви, имало толку драматични богослуженија, значи носеле крстови, значи замислите во црква крстови носат, па клинци, па чекан, и правеле цел еден филм, цела една представа за Голгота, сакајќи на тој начин што да апелираат на чувствата на верниците, на присутните. Но дали е тоа потребно? Дали е тоа мотиватор за вера? Не. Не е тоа потребно. Но потребно е да умреме за гревот. Значи, не ни е потребен буквално ковчег, но потребно е да умреме, тоа е потребно. Додека сум јас жив, мојот кеф, мојата волја, тоа е оно што се противи на Бога, се противи на Божијата волја. И затоа не сум спремен да ја примам Божијата благодат. Читаме на многу места, Господ копне да го излее свој. Господ сака, поише од мене сака, да ме исполни со Свети Дух, но зошто тоа не се случува? Затоа што јас не сум спремен тоа да го примам. Не сум подготвен тоа да го примам. Не сум испразнет од нешто друго за тоа да го примам. Тоа е единствената причина. Со други зборови, нашиот лаодикејски проблем е она делумна послушност, што ја спомена Елена Вајд во цитатот од Патриарси и пророци. Инаку, зборувајќи за големата трагедија на израелскиот народ во Бет Шемеш, после враќањето на ковчегот од филистејската земја, и за смртта на Уза и целото тоа расипување на забавата која што ја организирал младиот цар Давид во тоа време, сакајќи да го пренесе ковчегот од едно место во Ерусалим, од Вала Јудина во Ерусалим, во Давидовиот град. Затоа зборував и пред 2 години во проповедта под наслов Светиот леп. Тоа беше март 24 година, значи Светиот леп беа тоа 2 проповеди во 2 дела, прв и втор дел. И тука зборував и за Бет Шемеш, и за смртта на Уза. А денес би сакал само да го повторам цитатот од Елена Вајд во Патриарси и пророци, и бидејќи тоа сакам да ми биде денешната тема, насловот на темата делумна послушност. Нашиот најголем лаодикејски проблем е што ние имаме делумна послушност кон Господа. И во тоа не сме подобри од древните израелци. Беше поставено прашањето зошто ние мислиме дека ние би биле подобри да бевме на нивно место. Јас дадов еден мој одговор, меѓутоа сакам сега да кажам и нешто друго. Дали во Новиот Завет наоѓаме пример на луѓе, припадници на Божиот народ, кои што мислеле дека ако они живееле во времето на нивните татковци, ќе беа подобри од нив. Конкретно, ако ние живеевме во времето на нашите предци, ние немаше да ги убиваме пророците како што тие правеа. Исус вели дека неговите современи израелци така размислувале. И тие, како и ние што си велиме денес, бреј како биле неверни израелците во пустинета. Бреј како биле неверни потоа во различни библиски времења. Сакајќи да кажеме што, дури кога не го велиме тоа, чувствувајќи дека ние не би биле такви да бевме тогаш на нивно место. Еве Исус ни кажува отворен пример дека неговите современици мислеле да бевме ние во времето на нашите предци, немаше ние да ги убиваме пророците како што тие правеа. И тие што така мислеа дека би биле подобри од своите предци, тие истовремено
ја планираа со умисла смртта на Божиот син. Значи, тие се подготвували за поголемо злосторство од злосторството на нивните предци, бидејќи овие ги гонеа и ги убиваа пророците со векови порано. А тие што мислеа дека би биле подобри од своите предци, тие во тој момент ја планираа со умисла и ја подготвуваа смртта на Божиот син. Ете колку биле подобри. Во една друга прилика, во молитвата, Исус вели, повторно се надоврзувам на зборовите од поуката, беше поставено и тоа прашање дали постојат добри луѓе. Како одговори Исус на тоа прашање? Да, и тоа покојниот Нихат погрешно го толкуваше. Господ сакал да укаже на фактот дека нема добри луѓе, само Господ е добар, само Он е добар. А за другите, како рекол, иако конкретно се обраќал на припадници на Божиот народ, дури и на своите ученици, значи, кога вие, а пред тоа вели, кој татко на својот син, ако овој побара леп, би му дал камен. Има таков татко? Кој родител, ако детето побара риба, родителот ќе му даде змија. Има таков родител? И, кога ги кажува овие примери, потоа вели, кога вие, како не опишува нас Исус? Зли! Кога вие, бидејќи зли, а иако сте зли, вие иако сте зли, умеете да им давате добри дарови на вашите деца. И не мора да се само вашите внуци, вашите миленици. Ама ние сме си зли. А сепак имаме осет за многу добрини, но во суштина ние сме зли. Тоа треба да не биде јасно. Тоа е првиот чекор на верата. Да сватам, да го доживеам тоа што го доживеа апостол Павле, како успешен млад рабин. До 30 годишна возраст тој постигнал големи успеси, станал и член на Синедрионот во тоа време. Но во една прилика се прекршил сета таа гордост, сиот тој успех, сиот тој углед, сета таа општествена слава што ја имал, сето тоа паднало во прав. Доживеал и он смрт на идолот. Некои луѓе немаат други идоли, меѓутоа самите на себе си се идол, многу самобендисани луѓе. И кои што имат и многу високо мислење за самите себе си. И тој идол треба да се сруши. И тоа катастрофално, значи да падне, да се прекрши на парчиње, да се парчаса. Парам парче по турски. И Павле го доживеал тоа, во Римјаните 7 глава го опишува тоа искуство. Доживеал себе си да се види во онаа светлина во која што Господ го гледа. Јас, беден и несреќен човек. Каква е таа катарза, а лаодикеецот го има истиот проблем. Ти мислиш дека си богат, ти мислиш дека си учен, ти мислиш дека си образован, ти мислиш дека си верен, побожен, ти мислиш дека си еден куп ствари, а не знаеш дека си слеп, сиромав. Каков е тој матрикс во кој што си го правиме во нашиот ум, кој што не спречува да ја видиме реалноста, да ја видиме вистината. Во цитатот од Елена Вајд
кога контекстот беше смртта на Уза, и го прочитавме тој израз за делумната послушност. И би сакал да го прочитам тој дел уште еднаш, почнуваме од 705-та страница во оригиналот или 745-та во македонскиот превод од Патриарси и пророци. Народот ги придружувал, значи Давида и тие избрани 30.000 израелци, со се свештеници, со се војска, со се. Народот ги придружувал триумфирајки и пеејки со радост, при што мноштво гласови се слевале со звуците на музичките инструменти. Рековме тоа играње, таа веселба, таа радост, која што била искрена радост. А Давид и сите синови Израелови свиреа пред Господа и на различни свирки од кипарисово дрво, на гусли, односно харфи, погрешен превод, на псалтери, на тимпани, на цитри, на кинвали, сите можни тогашни жичени инструменти. Таква радостна сцена Израел одамна не видел. Значи, таа радост при пренесувањето на ковчегот, Израел таква радост одамна не видел. Замисли, значи што значи одамна? Значи не, таа генерација никогаш не видела таква радост. И уште многу генерации пред нив одамна не се случило волку големо славие среде Божиот народ. Преку речињата и долините кон светиот град со света радост се движела долга поворка. Но кога дојдоа до гумното на Нахона, Уза посегна со раката кон Божиот ковчег за да го придржи и се фати за него, бидејќи воловите го беа наведнале, но Господ се разгневи и тој умре таму пред Божиот ковчег. Рековме зошто? Бидејќи Божите инструкции за тоа како да се пренесе ковчегот, дадени во законот, биле занемарени. Значи не се пренесува со волови, не се пренесува со запрежна кола, со било каква кола, туку Господ точно кажа како. Наеднаш, после смртта на Уза, после тој струен удар, наеднаш веселата поворка ја обзел ненадеен страв. Давид бил силно погоден и мощно вознемирен, и во своето срце дури ја доведувал во прашање Божјата правда. Го споменавме и тоа. Сомнежот. Колку сме ние слични? Дали сме ние слични на ова? Че може да се случи нешто што ќе ни го поремети до тегашниот тек на животот. Ние мислиме дека сме во ред, се движиме по Божиот пат. Ќе се случи нешто и прво што ни доаѓа на ум, нешто несакано, нешто трагично можеби, ја доведуваме во прашање Божјата правда. И често пати со прашањето, Господе, зошто ова мене ми се случи? Демек Господ сгрешил. Демек погрешка мене ми се случи. Можеби некој друг требало да му се случи. Погрешка мене ми се случи. Да. Господ секогаш знае зошто дозволува нешто мене да ми се случи. Тебе да ти се случи. Ние сме тие што треба тоа да го научиме, да го разбереме. Зошто? И Давид самиот си го разбрал подоцна. Значи, тој дори дошол во момент во своето срце да ја доведува во прашање Божјата правда. Тој имал намера да му укаже слава на ковчегот на завет. Значи, Давидовата радост, да повторам, била искрена радост. Точно. И имал искрена намера да му даде слава на ковчегот на заветот како символ на Божиото присуство. Сето тоа било искрено и чисто. Тогаш зошто се случила таа страшна казна, радоста да ја претвори во болка и тага?
Зошто Господ испадна толку голем расипувач на оваа толку голема забава, толку големо славие, толку голема свеченост, расипувач на оваа толку голема радост? Давид брзо сватил, чувствувајќи дека е опасно ковчегот на заветот да биде во негова близина, тој решил да го остави тука каде што се затекол моментално. И за него се најде место во куќата на Овид Едом Гетеецот. И сега да продолжиме кон наравоучението. Судбината на Уза представувала Божја казна за прекршок на што? На изричната Божја заповед. Бог преку Мојсеја дал посебни упатства за пренесување на ковчегот на заветот. Само на свештениците, потомците на Арона, им било дозволено да го допрат ковчегот или да го видат кога бил откриен. Божјата заповед гласела, ова кога бил откриен, не се мисли да го отварала по клопецот, таа идиотска, богохулна глупост на бечемеците. Туку ковчегот нели бил покриван со завеси и со кожи при транспорт, па кога бил откриен, значи кога требало да се смести сега повторно во светилиштето, па се отстранувале кожите и завесите што го покривале. Само на свештениците, значи, тоа им било дозволено да го прават. И изричната Божја заповед била тогаш нека дојдат синовите катови да го носат, но нека не го допираат. Значи, ниту тие не смеат да го допираат, ниту еден свет предмет да не допрат, за да не загинат. 4 Мојсеева 4.15. Свештениците морале прво да го покријат ковчегот, па дори тогаш да дојдат синовите на Кат и да го подигнат за шипките, односно ластегарките, што биле провлечени или како низ посебните алки прицврстени од страната на ковчегот и кои никогаш, ластегарките или шипките, никогаш не се ваделе. На синовите на Гирсон и Мерарие, кои требало да водат сметка за покривката, за штиците и за столбовите, Мојсей им дал кола и волови за пренесување на оно што им било доверено. Но на синовите на Кат не им даде ништо, зашто нивна работа беше да служат во светињата и да го носат ковчегот на рамо. 4 Мојсеева 7.9. Според тоа, изнесувајќи го ковчегот од вала Јудина, израелците директно и неопростливо се огрешиле против господовите упатства. Што ни кажува ова? Ова ни кажува дека колку е важно, ова е една битна вистина, што сакам да ја запаметиме, да ја научиме. Често мислиме дека ние сме добри, дека ние сме побожни, дека ние сме верни, и секојаш кога така мислиме, Господ ќе дозволува еден куп сопки да ни се случуваат, искушенија, дури искушенија за грев, за да ни открие што навистина е во нашето срце, да открие колку сме грешни и расипани. Да, затоа уште вртиме кругови во пустината. Продолжувам. Давид и неговите привезаници се собрале да извршат еден свет чин. Ние зашто сме дојдени тука денес? Зашто дојдевме тука денес? Дали може да го кажеме за себе истото? Ние, сите денес, оваа сабота, дојдевме во црква за да извршиме еден свет чин. Колку тоа посебно се однесува на света вечера, например, на 13-тата сабота. Давид и неговите привезаници се собрале да извршат еден свет чин и кон тоа пристапиле наполно доброволно и со радосно срце. Значи имале добра волја и радосно срце. Вас ветераше некој да дојдете тука? Ветера некој да дојдете на света вечера? Ветераше некој да се крстите? Има некој да крене рака што бил присилно, принуден да се крсти? Уценет, може би. Некој што дошол тука денес
под присила, под закана, под уцена, има некој? Вие што не гледате денес по интернет, ве натра некој денес да го пуштите нашиот канал, нас да не гледате, кога имате еден куп разни опции што да гледате на интернет. Денес се бајле. Ако веќе немате некоја друга работа. Не. И тие се собрале со добра волја, доброволно, но и со радосно срце. И сега, Духот на пророштво сака да ни каже дека ова не е доволно. Не е доволно. И добра волја, и радосно срце, понекогаш радосно срце многу ни фали, меѓутоа, дори и радосното срце не е доволно. Затоа што Елена Вајд вели, но Господ не можел да ја прими нивната служба. Од добра волја и радосно срце, Господ не можел да ја прими нивната служба. Зошто? Зашто не била изведена сообразно со неговите наредби. Потоа вели како на филистејците, тоа не им се зело за грев, затоа што тие не го познавале Божиот закон, да не го читаме тоа, но прескокнал некои реченици и вели, гревот на Уза се состоел во тоа што се осмелил да ја пречекори границата на дозволеното. Престапувањето на Божиот закон ја ослабело неговата свест за светоста на истиот. Што значи ова истиот? За светоста на што? На законот. Престапувањето на Божиот закон ја ослабило неговата свест за светоста на Божиот закон. И не каејки се за своите гревови, тој и покрај изречната Божја забрана се осмелил да го гибне символот на Божиото присуство. Значи, како и Бет Шемеците порано, што е тоа што му дало на Уза слобода тој да се очи обичен лаик израелец, не бил ниту левит, нешто што не смееле ни катовите синови да го направат, да го допрат ковчегот, тој да го допре. Што е тоа што му дало слобода на Уза така да постапи? Неговата закоравена совест, неговата отапена совест. Тој што го престапувал Божиот закон често и не се каел за своите гревови. Значи, ако некој од нас, ако некој од вас, браќа и сестри и сите што не гледате, мислите дека некоја ваша грешна навика не е грешна, не е греф, па тоа не е греф, тогаш ние се наоѓаме во исто толку опасна позиција како Уза, конкретно, и многу други библиски примери кои што завршуваат трагично. Не е страшното што сме сгрешиле, што сме грешници. Господ дошол да ги, што сме болни. Страшното е што одбиваме да бидеме исцелени. Велики, па не сум болен, јас сум здрав. Не сум болен, бе, шо ти е на тебе, ти мене болен да ме правиш? Ајде. Јас сум си здрав. Страшното е што не ја признаваме нашата вистинска состојба, за да можеме да го примиме после тоа благословот кој што ќе не исцели и кој што ќе не препороди. Понатаму Елена Вајд вели, Бог не може да прифати никаква делумна послушност. Ево, дали ова го разбираме? Дали разбираме дека сето оно што го правиме за Господа, ако не го правиме со цело срце и со целосна преданост и со целосна послушност, значи секој Божи збор, што излегува од Божјата уста, секој, не некој само, туку секој, таа служба Господ не ја прифаќа. Ето, ова е лекција за мене. Еве, јас си го поставам прашањето за мене. Дали Господ ја прифаќа мојата денешна служба овдека? Дали јас имам само делумна послушност кон Господа? Ако немам целосна, Господ мојата служба не ја прифаќа. Ако нашата послушност кон Господа не е целосна, ако е само делумна, ние сме исти како Каин. Ние ја пренесуваме Каиновата жртва. Што лошо направил Каин?
Што лошо направил Каин? Авел принел жртва, брат му принел жртва и Господ погледна на неја. И Каин принел жртва. Зошто Господ не погледна на неја? Па после се налутил, и зашто не ми поглед? Колку често има верници се лутат, и зашто онака, зашто? Зато Каин на лице место е пример за делумна послушност. Каин не бил целосно неверник, што има сега ја да принесувам жртви, нема потреба од жртви. Што има да колам живот, нема потреба. Каин сакал да принесе жртва. Си принел од своите плодови, бидејќи тоа биле неговите плодови. Тоа е тоа што он го наводнувал, го садел, го растел, го копал, неговиот труд. И си очекувал човекот, Господ да ја прифати неговата жртва. Но Господ тоа не го направил. Зошто? Зато што Господ сака се. 100%. 100% преданост. 100% преданост. 100% послушност. Таков е нашиот Господ. Дали сакаме да му служиме на таков е реалниот Господ? Ние може би си имаме мисли дека Господ не е таков, дека е некој поинаков. Тогаш имаме лажен Бог. Реалниот Господ сака целосна преданост. Дали е тоа фер од негова страна? Дали е тоа фер? Мажи, дали сакате вашите сопруги да бидат само ваши? Или може да ги делите со комшиите? Жени, дали сакате вашите мажи да ги делите со некои други жени? Или да бидат само ваши? Мислам дека лекцијата е јасна. Нека Господ ни помогне. Прво да ја разбереме оваа вистина. Да разбереме вистината дека дури, како што еве и со мене е веќе тоа случај, децении може би сум поминал во црква. Децении сум му послужил на Господа во разни прилики, не само во црква, и надвор од црква. И сето тоа може да биде едно големо џабе на крај. Ако не бидам целосно послушен на Господа. Секоја заповед, секоја слово, секоја светлина, секоја инструкција што ми ја дал. Сето тоа може да биде урнато, да биде за џабе. Нека Господ не поштеди од тоа и нека ни даде дух да сакаме и да се радуваме да ја твориме неговата волја, но секоја негова волја, се што тој ни открил и ни заповедал. Нека му е фала и слава. Амин.